Добар ден на сите. Се надевам дека ме слушате. Само момент. Супер. Уште еднаш, добар ден на сите. Најпрвен би сакала да ви се заблагодарам за тоа што одговоривте на нашата покана за првата лайв сесија на Македонско кредитно биро. Чест ми е денес да ми бидете слушатели и ве повикувам да бидете активни во сесијата. Да се представам, моето име е Лилијана Соколовска-Цвитковска, самостоен советник за маркетинг и продажба во Македонско кредитно биро. Сега да одговориме на прашањето што е Македонско кредитно биро. Каква институција е? Македонско кредитно биро, или скратено МКБАД Скопје, е првото и единствено приватно кредитно биро во Македонија, основано на 24 декември 2008 година во Скопје, како акционерско друштво, од страна на клириншката куќа КИПС АД Скопје. Предпоставувам дека дел од публиката знае дека клириншката куќа КИПС АД Скопје врши поравнување на платниот промет во нашата земја. Бирото е основано по иницијатива на банките со идејата да се формира заедничка база на податоци за долговите на нивните клиенти за подоцна кога треба да донесуваат одлуки за оценка на кредитоспособноста на апликантите при одобрување на кредити или други заеми, да ја користат истата таа база на податоци, збогатена со податоци од страна на сите банки. Со текот на времето, оваа база е збогатена со податоци за други типови на долгови, и тоа долгови за кредити кон финансиски друштва, штедилници, долгови за даноци, такси, придонеси кон град Скопје, единици на локална самоуправа, долгови кон УЈП, стари податоци од ПИО, обврски за водовод и комунални давачки, енергетски обврски кон телекомуникацијските оператори, кон наплатни агенции и други правни лица. Да резимираме. Македонско кредитно биро управува со единствениот систем во Македонија кој врши собирање, обработување и размена на податоци за обврските на сите физички и правни лица со цел да дава информации за задолженоста и редовноста во измирување на обврските. МКБ располага со најголемата база на податоци и нуди единствени можности за заштита од ризично работење, преку успешно управување и преземање на ризици кои што може да се контролираат. Кога мислам на точна и навремена информација, мислам на МКБ. Македонско кредитно биро учествува на настанот Глобална недела на пари, заедно со над 63.000 организации од 174 држави во светот, која што започна од 22 март и ќе трае до крајот на оваа недела. На темата Take care of yourself, take care of your money, или скратено, односно во превод, грижи се за себе, грижи се за своите пари. Глобалната недела на пари е годишна глобална кампања за финансиска едукација на младите луѓе, почнувајќи од најраната возраст, се со цел да ги поттикне и да ги едуцира младите да станат финансиски свесни, да стекнат знаења, вештини, ставови и однесувања неопходни за донесување на здрави финансиски одлуки. Годинешното издание на настанот Глобална недела на пари, кое што е 8 по ред, за прв пат се одржува во организација на интернационалната институција ОЕЦД, поточно ИНФЕ, додека пак координатор на настанот за нашата земја, како и секоја година, е Народна банка на Република Северна Македонија. Изминатата година настанот беше откажан поради новонастанатата ситуација со пандемијата во која се најде целиот свет, за жал. Во овој период, за време на настанот, за време на кампањата Глобална недела на пари, Македонското кредитно биро организира низа настани кои можете да ги следите на нашите социјални мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn и на нашиот YouTube канал. Секако ќе ни биде чест и задоволство да станете наши следбеници, како што би можеле да ги следите сите настани, не само од оваа кампања, туку и од сите настани кои што ги организира Македонско кредитно биро, како и да ги слушнете едукативните настани кои што ги има на нашиот YouTube канал, кои што се од финансиска природа. Во текот на оваа недела, во духот на темата Грижи се за себе, грижи се за своите пари, Македонско кредитно биро им овозможува на младите да осознаат која е улогата на оваа институција
и како да ги користат услугите и придобивките од нивното користење, како граѓани и идни менаџери осознаваат како да управуваат со собствените финансиски уврски и при тоа да не го оптеретат собствениот буџет. Конкретно сега би обрнала внимание баш на темата, која што е тема на овој лайф настан, грижи се за себе, грижи се за своите пари и да одговориме на прашањето како да се грижиме за своите пари. Најпрво и најбитно, ќе кажам дека прво треба да се грижиме добро за себе, бидејќи така ќе можеме да се грижиме добро за своите пари. А тоа особено сега го освистивме во нас, кога во вакви тешки времиња сме соочени со закана по собственото здравје, собственото здравје и животот на нашите сакани, како и на целата светска популација. Затоа, овој дел од дискусијата го започнувам со совети и желби за добро здравје на сите нас и на нашата околина. Колку пати сте слушнале во вашата околина дека треба да се платат сметки за телефон, за вода, дано, крата за кредит, лизинг за возило и слично? Знаете ли дека една заборавена сметка може да ви ги наруши сите планови? Обврските за плаќање секако се непријатни, а секоја доспејана и ненавремено подмирена сметка носи дополнителни трошоци, стрес и нервози. Предпоставувам дека дел од публиката е со млади луѓе кои што можеби се уште немаат сметки за плаќање, но кога ќе се осамостојат и ќе водат лична грижа за собствениот буџет и собствените финансии, ќе сватат дека навременото подмирување на обврски е круцијално за добро финансиско здравје, како лично, така и на целото општество и економија, бидејќи економијата ја сочинуваат сите финансиски активности на сите учесници кои што меѓусебно се поврзани. Која е тука улогата на Македонско кредитно биро? Предпоставувам дека можеби ви е познато дека финансиските институции кои нудат кредити или други типови на заеми ги користат нашите извештаи за проверка на кредитоспособноста и солвентноста на апликантот заради намалување на ризикот при кредитното одлучување. Но МКБ истовремено речиси 13 години представува личен асистент на голем број физички и правни лица по основ на обврски, преку собирање, обработка и размена на податоци и изготвува извештаи за задолженоста. Податоците, во зависност од природата, се ажурираат на дневна и месечна основа, со цел гарантирање на точност и прецизност на истите. Услугите на МКБ може да ги користат сите физички и правни лица во земјата кои сакаат да имаат личен увид во сопствената задолженост. Преку изготвување на сопствен и корпоративен извештај за бонитет, Македонско кредитно биро им нуди на сите физички и правни лица брз и точен увид за статусот на долговите и подмирувањето на истите, безбедно деловно обкружување, сигурно чекорање низ процесот на деловно одлучување и финансиска стабилност. На тој начин, преку превентивно информирање, би можеле да ги избегнете дополнителните трошоци и време. Целта на МКБ е да има возможи на физичките лица и компаниите достапност до податоци за нивната задолженост и редовност во подмирување на обврските, а со самото тоа да се чувствуваат и по-безбедни во работењето, со поголема стабилност и сигурност. Извештаите на МКБ се целосни, единствени и максимално точни, со детални податоци за обврските на лицата, и тоа обврски по основ на кредити, гаранции, акредитиви, заеми, платежни картички, финансиски лизинг, осигурување, обврски по основ на даноци, обврски за телекомуникацијски услуги, обврски за услуги од областа на енергетиката, комунални давачки, такси, придонеси, како и обврски по основ на користење на други услуги. Со помош на овие податоци во извештаите, субјектите може да спречат евентуално презадолжување и намалување на ризиците во деловното работење. Еден од нашите најзначајни извештаи, односно производи, е сопствениот извештај за физички и правни лица, кој е единствен на пазарот, преку кој добиваат увид во личната задолженост со детали за секој вид на обврска, од каде потекнува обврската, износ на обврската, денови на доцнење во подмирување на истата, како и историја на доцнење за секоја обврска поединечно. На тој начин може да спречат да дојде до презадолжување и да избегнат дополнителни трошоци. Исто така, извештајот содржи податоци за блокада на трансакцијска сметка во реално време со детали за сите блокади.
Сега би сакала да го споделам екранот, за да може на публиката да презентирам како точно изгледа еден собствен извештај. Момент само. Само да го подесам екранот. Во ред. Се надевам дека добро може да се види извештајот. Значи, како што кажав, ова е собствен извештај, реален примерок, вистински примерок, кој што е идентичен, без разлика дали станува збор за извештај за физичко лице или за правно лице, поради тоа што содржи исти типови на податоци. А тоа се податоци за долгови и обврски на лицата, и редовноста во подмирување на истите, како и податоци за блокада на трансакцијска сметка. Извештајот започнува со податоци, лични податоци за субјектот на податоци, понатаму податоци за блокада на трансакцијска сметка во реално време, кои што се превземаат од единствениот регистар на трансакцијски сметки. Доколку лицето има блокада на трансакцијска сметка, во тој случај се прикажани деталите за секоја блокада поединечно, како например предмет на блокада, во која банка е извршена блокадата, број на сметка на блокада, износ на блокада, основ на блокадата, како и датумот од кога е почната блокадата. Тука би сакала да обрнам мало внимание на овој тип на податок, кој што е многу битен и суштински за било каков тип на субјект, без разлика дали станува збор за физичко лице или правно лице, поради тоа што доколку лицето, кога ќе го повлече извештајот од Македонско кредитно биро, добија во истиот информација дека неговата трансакцијска сметка е блокирана, тоа треба да му служи како аларм, да појде веднаш во институцијата во која што е извршена блокадата, за да може да се превземат дополнителни чекори во врска со истата. Поради тоа што доколку не го стори тоа, нема да може да врши трансакции на неговата трансакцијска сметка. Понатаму продолжуваме со прикажување на извештајот. Подоле се прикажани податоци за секој тип на обврска, односно долг на лицето. На почетокот се прикажани како категории, и тоа активни кредити, активни трансакцијски сметки и активни кредитни картички, кредити во доцнење, трансакцијски сметки во доцнење и кредитни картички во доцнење, со детали за износот на секој од нив. А подоле се прикажани детални податоци за секој тип на обврска. Конкретно, оваа обврска овде се однесува за кредит. Се пишува опис на обврската кредит во доцнење. Давател, односно институцијата во која што е подигнат кредитот, е штедилница можности, се има број на партија, тип на обврзник, во случајов станува збор за кредитен должник, дали има историја на доцнење, дали има обезбедување за кредитот и понатаму имаме детали за износите, одобрен износ, искористен износ и слично. Може да се забележи дека всушност ова е краток амортизационен план за обврската кредит. Всушност, секој вид на обврска е прикажан баш како краток амортизационен план. Подоле, следната обврска која што е прикажана е денарска трансакцијска сметка. Значи, станува збор за трансакцијска сметка во Стопанска банка АД Скопје, наведен е бројот на сметката, дали има историја на доцнење, има, во која валута е, искористен кредитен износ со одобрен кредитен износ и слично. Колку повеќе обврски има лицето, толку побогат ќе биде сопствениот извештај со повеќе податоци, односно повеќе страни ќе го сочинуваат истиот. Секој од вас има планови за својата кариера. Може би некој од вас се уште не е вработен, но се гледа себе си како успешен менаџер, предприемач или може би дел од голема корпорација. Или пак може би е вработен и е успешен менаџер, предприемач и дел од голема корпорација. За успешно менаџирање потребни се вистински и навремени информации. Тука би сакала да напоменам дека еден од поновите продукти кои Македонско кредитно биро го понуди на пазарот за македонските компании е така наречениот корпоративен бонитетен извештај. Овој извештај на компаниите им овозможува да извршат претходна проверка на задолженоста и редовноста во исполнување на обврските,
за своите сегашни и идни партнери, со што се намалува ризикот во деловното работење преку селекција на вистинските клиенти и соработници. На тој начин добиваат можност да го заштитат сопствениот бизнис и да донесат подобри деловни одлуки. Корпоративниот бонитетен извештај во себе содржи индикатор за финансиската стабилност на компанијата, информација за задолженоста и редовноста во измерување на обврските, детални податоци за блокада на трансакцијска сметка во реално време, тековна состојба и годишни, односно завршни сметки на правните лица за последователни 3 години. Извештајот овозможува детален приказ на податоци со кои се оценува бонитетот на една компанија, односно незината ликвидност, потенцијал и можност да ги сервисира достасаните уврски во предвидениот рок. Повторно би сакала да го споделам сега екранот, за да можам да прикажам, односно да презентирам на публиката како изгледа реален примерок од корпоративниот извештај од Македонско кредитно биро. Само малку да извршам подесување. Мислам дека е окей. Значи, како што кажав, ова е вистински примерок од корпоративен извештај за одредена компанија. Заради заштита на податоците, само не се прикажани податоците за која компанија се однесува истиот. Вака конкретно изгледа корпоративен извештај за проверка на бонитет на било која македонска компанија. Како што се гледа, нели визуелно воочливо, на почетокот на извештајот е семафорот на извештајот, кој што всушност представува индикатор за деловната подобност на работењето на компанијата, односно бонитетот, оценка за бонитетот на компанијата. Семафорот е во 3 бои. Црвена боја, што значи дека компанијата е небонитетна, зелена боја, значи дека компанијата е бонитетна, и жолта боја, значи дека компанијата има средна оценка за бонитет. Во овој случај, овој извештај е во црвена боја, што значи дека оваа компанија за која што е повлечен извештајот е небонитетна, а подоле во вториот приказ на семафорот се прикажани причините, односно показателите кои што се причина за лошата оценка на бонитет. А во овој случај тоа се 2 показатели: блокирана сметка и неповолни финансиски показатели. Да се вратиме на првиот приказ, каде што првиот пат е прикажан семафорот, како што се гледа визуелно, веднаш воочливо е дека повеќе бои се застапени во овој дел, за да може визуелно веднаш да се види кој од овие показатели е причинител за лошата оценка во семафорот. Конкретно, показателот активна блокада на сметка е во црвена боја, што значи дека тој е причината за лошата оценка во семафорот. Показателот денови на туцнење е во зелена боја, што значи дека компанијата релативно во нормални граници ги подмирува обврските, а показателот за процентуална задолженост е во жолта боја, што повторно укажува на средна оценка на овој показател. Така да веднаш тука може да се добие информација за како работи една компанија. Понатаму продолжуваме со прикажување кратка презентација на податоците кои што ги содржи извештајот. Како што кажав, извештајот содржи информација од тековна состојба од Централен регистар. Тука се прикажани деталите од истата, како например назив на компанијата, адреса, капиталот, дејност на компанијата и слично. Понатаму продолжува со блокада на трансакцијска сметка во реално време. Тоа се информации кои што се повлекуваат од единствениот регистар на трансакцијска сметка, за веднаш да се добие информација дали компанијата има блокирана сметка или не. Доколку има, се прикажани детали за секоја блокада поединечно, статувајќи од датумот на блокадата на секоја блокада, бројот на сметката на секоја блокада, основот за блокада и износот на секоја блокада поединечно. Исто тука, повторно, ќе обрнам внимание на овој податок, кој што сметам дека е од круцијално значење при донесување на одлука за соработка со одредено правно лице, односно компанија. Поради тоа што еден менаџер кога донесува одлука дали да соработува со одредена компанија, која ќе повлече извештај од Македонско кредитно биро, на кој што во делот блокада на трансакцијска сметка е наведено дека компанијата има блокада, во тој случај менаџерот треба да се подзамисли при донесување на одлуката дали да соработува со таа компанија, поради тоа што може и неговата фактура во иднина да не биде платена на време, односно може да си создаде проблеми со наплата на побарувањата од таа компанија. Понатаму продолжуваме со другите податоци што ги содржи извештајот, а тоа се финансиски обврски на компанијата, поделени во категории
кредити, картички и лимити и вкупно, со детали за секој тип на обврска. Имаме графичко прикажување на изложеноста на компанијата, информации за гаранција, кредитиви, гаранства и жиранства, структура менаџерска на компанијата, податоци за капитално поврзани компании, значи доколку компанијата е капитално поврзана со други компании, тука ќе бидат прикажани сите капитално поврзани компании. И тука би сакала да обрнам внимание на овој исклучително битен податок, што е особено битен за оние кои што вршат кредитна анализа и анализа на компаниите, поради тоа што кога се врши кредитна анализа, покрај изложеноста на компанијата за која што се врши анализата, треба да се земат во предвид и информациите за изложеноста и задолженоста на сите капитално поврзани компании. Понатаму, извештајот завршува со податоци од завршните годишни сметки на компанијата за последните 3 години, 2019, 2018 и 2017 година. Најнапред се прикажани клучните финансиски показатели, а потоа се прикажани детални финансиски извештаи, и тоа билансна состојба со детална актива и пасива за последователни 3 години, понатаму биланс на успех со детални приходи и расходи и финансиски резултат од на компанијата за последните 3 години, извештај за готовинскиот тек за последната година, како и промена во капиталот на компанијата за последната година. Извештајот завршува со контакт информации за соодветното правно лице. Како заклучок, МКБ им посакува на сите да бидат навремено и точно информирани и да не дозволуваат да бидат непријатно изненадени. Навремената и точна информација е предуслов за носење на сигурни деловни одлуки, успешно менаџирање на сопствениот буџет. Затоа слоганот, кој што е дел од Македонско кредитно биро, од логото на Македонско кредитно биро, е под наслов "Вистински информации, сигурни планови". За крај, сакам да ви посакам да се грижите за себе и за своето здравје, за да може да се грижите за своите пари и да бидете успешни. И исто така, би сакала да ви се заблагодарам уште еднаш за учеството и присуството на сесијата. Се надевам дека беа опфатени повеќе работи во контекст на темата и се радувам на идна средба. Бидете поздравени!